Општинските советници се уште не може да се ослободат од празничната атмосфера во која кујната секогаш има доминантна улога. Може би затоа и документите кои што им ги подготвува администрацијата им наликуваат на список со продукти за подготовка на некој десерт. Дали заслужуваме вакви штури, неконкретни, едноречни образложенија? Дали статутот на општината е рецепт за правење сутлијач или највисок правен акт? Паушални обвинувања за сутлијачи, за баклави, за такви работи не доликува на една дискусија на совет на било која општина. А како да не биде предмет на подсмев активноста на локалните службеници кога ниту тие, а ниту председателот на советот не сакаат да откријат кој раководи со управата. Не баре се работи за државна тајна, за тоа дали некој си Марангозов е или не е избран за секретар. Значи, во рок од 10 дена треба да биде доставен одговор. Поминати се повеќе од 10 дена. Не може да ти дадам сега одговор, ќе прашам дока е одговорот и ќе бидете информирани. А зашо постојат членовите на деловник 19-20-20? Не разбираш дека не можам да ти одговорам сега. Значи, морам да прашам дока е одговорот и ќе биде доставен. Но това ми излева мајтап веќе. Некој му е до шега, некој умешно се обидува да се подбива со проектите предложени од градоначалниците. Па со огромно задоволство најавува дека следуваат денови на таков развој, кој драматично ќе ги подобрат условите за живот. Јас се слагам со вашето излагање. Амди Бајрам што вика 102,3% и се слагам со сите, че донесете толка ведрина. Изгледа јас че живеам повеќе од баба. Баба умре на 105 години, ја изгледа 150 ќе истерам. Но не се сите исти. Некои од членовите на Советот се толку здодевни со терање некаква правда и со постојаното мрчење. Толку го попречуваат нормалното функционирање што седниците наликуваат на испитни сесии. Колега Стевановски да ни се однесува овде како да ни е надреден, а ние како да не му подчинети. Па се треба нешто да му појаснуваме, треба да му појаснуваме, треба да даваме одговори, кога да ни е класен раководител не учи личината. Изгледа дека проблемот е во осетливостот и со малку подобро појаснување. Станува евидентно дека во училницата има некој што си има проблем со дисциплината. И ако се чувствувате дека како учениче, кога јас зборувам овде, тоа е ваше чувство. Ама пред се поработете на чувството за спречување на конфликтот на интереси кои очигледно го имате, а не го чувствувате. И на крајот, не е се толку на нож. Има и моменти на укажување чест. Бидејќи неколку пати ви имам забележано низ градот како го управувате вашето возило и разговарате на телефон. Па заради ваша безбедност и безбедност на сите учесници во сообраќајот, сакам да ви ја подарам оваа Bluetooth слушалка. Благодарам. На градоначалниците навистина им требаат добри слушалки, ама не за да избегнуваат сообраќајни прекршоци, туку конечно да ги чујат барањата на граѓаните.